само неколку километри од Охрид, над Подмоле и под планината селото Оровник. Некој чул, некој не дочул, ама на оровничанците ичне име гајле. Убаво средно големо село, со убави куќи, дворови, убав планински воздух, блиску до градот, до езерото, а си имаат мир и спокој. Охриѓани нека му ја мислат за туристите из Скопјанчиштана. Вредни луѓе и еснафи, а имаат и нова убава црква и уште поубав манастир. Имало лековита вода, луѓето доаѓале да се замијат за здравје и од ден на ден се повеќе. Па на семејството Неловски му дошла идеја да се направи манастир. 4 мускетари, браќата Ѓоргија, Никола, Васко и Александар, заедно со родителите и со селаните, денес се горди на своето дело. Идејата за манастирот дојде пред се, беше желбата и боѓата голема на мојата фамилија. Како што гледате и самите теренот беше неприступачен. На самото место постоеше лековита вода. Народот доаѓаше тука, си оставаше своји дарови за здравје и за помош. Најпрво се започна со малото објектче под манастирот што е. Конкретно на 96-та се започна со изградба на манастирот, за негово завршување и осветување на 27 јули 1997 година од страна на митрополитот Дебарско-Пичевски господинот Тимотеј. Од осветувањето па навака се започна со доизградба на конаците, на другите помошни објекти што ги поседува манастирот. Сега е целосно завршен? Не, уште ќе се гради, не додека сме живи ние како фамилија и постоиме, ќе се надградува, ќе се доградува, во зависност од потребите на верниците, на самиот народ, како да кажам. Па не случајно се вели градел Илија манастир. Манастир не се гради за година? Не се гради, да. Манастир се гради цел живот. Кој се учествуваше од семејството? Од семејството учествуваше татко ми, покојната ми мајка, ние 4 браќа, снаите, братучеди, селаните. Учествува и, да речем, и градежни фирми со своји донаторства и кој како сакаше, колку можеше и како можеше, така помагаше. Важно, селото беше сложно? Беше сложно. Со вас? Беше сложно со нас. Ние ја започнавме таа идеја, ја завршивме и уште ќе градиме колку што можеме, пак ќе повторам, значи. А Оровник е старо село, можеби едно од најстарите во Охридската каза. Записи за него ни вели Димче, колега во пензија од Радио Охрид, има уште од средниот век. А го прашуваме и за личната карта на селото. Селото Оровник е едно од понапредните села во Охридскиот крај. Се наоѓа на 6 километри од Охрид, има добра географска и стратегиска положба и во близина на Охридското езеро некаде 200-300 метри. Значи, од секогаш ова село било привлечно за луѓето кои што доаѓале, кои што го заселувале селото, така што денеска селово, почнувајќи од после војната наваму, за разлика од повеќе села во Македонија, ова село постојано се зголемува. Така што денеска има околу 500 жители селото. Се наоѓа на надморска висина од околу 700 метри. Селото има водовод во 1990 година, тоа е приклучено веќе на Охридската линија, да речеме на водовод од Охрид. Селото има 4 цркви, има 4 индустријски објекти. Значи имаме фабрика за текстил, имаме дрвара, имаме фабрика за угостителски интериер и стовариште за градежен материјал. До селово се доаѓа по асфалтен пат.
Инаку може да се рече дека селово е доста старо. За прв пат во пишаните документи се спомнува во 1345 година во повелбата на цар Душан, кој што го посветува ова село на црквата Света Богородица Перивлепта во Охрид. А најстари фамилии во ова село се Неловци, кои што скоро го сочинуваат и половината селото. Потоа имаме Бамбаловци и Јолаковци. Значи, тие три фамилии го чинат грото на селото, а сите се доселеници, меѓу најстарите доселеници. Неловци, да речеме, се дојдени од Лактиња, од подрачјето на Дебрца. Бамбаловци се дојдени од Лерин, од Егејска Македонија. Таму има исто село Оровник и се предпоставува, според кажувањата на луѓето, дека тие се дојдени од таму. Селово, според кажувањата на постарите луѓе, селово го добило името по тоа што, да речеме, сега имат едно предание кое кажува: кога доаѓале турците, отишле во Требеништа, го истребиле. Значи, навалиле на христијанското население, го истребиле христијанското население. Потоа поминале Горенци, го изгореле Горенци и дошле во Оровник, го изгореле, го поништиле и го изорале. Од улица здогледуваме на малата тераса домакини луѓе, кои си прават муабет добро расположени, ама тивки, кога придовме, веќе не беа. Да си тој Винцева, нега си мисли. Не ти спијам до статија. Ево ќе се направи камбана. Две вчера праја. Да ви донесам чаш. Ајде работа. Ајде да имате. Што се работи? Овде се прави лав муавет. За костен избирање, за земјоделиево и така. Зар има костени? Има во планина, како не? Сега е веќе почетна сезона за костените. Костени ореви. Ама, знаеме порече, Не. Секој подневје си има свој. Наши, мислам се во најдобрите, највкусни и најдобри костени. Охридски. Охридски се сметат и во Велгошти, јас сметам да овој нашиот регион, овде што е, значи Горенско, Оровнички, Горенско и Тебенички, во тој регион. Најблаги и највкусни костени има. Ама нема, што пиете? Пиеме ланско вино, ова е шира годинечна, кој што сака. И раки се домашно. Се од грози. Шви од грози. Производство домашно. Нема увозно. Од ова берба, а? Широт, да. Ширата ние од ова берба вчера го мелевме грозето, па ја посака пријатели да се напие шира, му пуштиме шира. Јас не ја сакам ширата. А, ти си научил во Италија, видиш? Не, си пијам винција и при јадење и после јадење, ама има и за до Нова година од старото вино. Фактички. Бербата не беше добра. Послава беше во однос на лани, да. Слушай. Во однос на лани беше послаба, ланска година има подобра берба, меѓутоа фала на Господа што имат и волку. Бери ќатос. Доста е. За дома има. За дома имаме и за продажба, зашто во лозјата имаме и столно трпезно грозје. Ланска година во Меркато го продававме еден тон. Од мала површина на лозје, што е околу 800 квадрати. И еден тон имавме вино и околу 400 до 500, или ајде речем 400, ставивме за раки. Ова соседите се? Овие ми се пријатели. Овој ми е сосед, соседанец, и овој ми е пријател, и ова ми е пријателка. А ова ти се соседи од селово? Не, тие се од Охрид, овој ми е од село. Ние дојдовме Охриѓани. од Охрид Охриѓани се. да ја пробаме ширата кај пријателов. Така. Богата е? Па види, Вкусна. вкусна, блага. Ова е од лисичино грозје или памет по нашиот речено. Вие немате лозје? Не се занимаваме ние со туризам. Дзирнавме во дворот и,
Каков претенциозен наслов. Оранжери Размановски. А 2 фолии. Ако, ама неке да е така. Па почнавме некаде пред 3 години. Почнавме со земјоделие, бевме во Италија, значи 20 години работевме таму. Во Розалина Маре работеше машми, на море бевме. Кој поголем град? Киоџа, Сутомарина, па Венеција е тука на близу 15-20 на километри. Полни 20 години. Полни 20 години бевме таму. Дојдовме, одлучивме да си се вратиме назад дома. И рековме нешто покрај куќата да посадиме, да направиме нешто корисно, добро, значи ипак е прехрана, храна е. И оди добро, значи е добро, земаме и луѓе да ни помагат за работа. Маш ми, син ми, и така. Пласман имат, значи добро е. На пазарот во Охрид? Го носиме по магазините директно, значи. Го земет, е доста добро. Колку имате? Па имаме 5 пластеници, произведвиме некаде по 8-9 тона патлиџан, па имат пиперка, крастајци, па имат други работи, целер, македан, блитва, рукола, Италија, пошто руколата доста се употребуваат. И така, имат од све понешто. Имаме грозје, имаме јаболка. И... Што донесовте од Италија? Освен рукова. Па од Италија е све таму се работит доста добро, значи имат све таму, имат и земјоделие и све имат. Современо многу напредно, ние бевме на море, значи сите 20 години бевме на море, беше многу добро. Многу добро поминавме таму и пак одлучивме да си дојдиме дома и пак дома си е дома. Каде е најубаво? Најубаво е дома. Најубаво е дома. Кај што си се родил е најубаво. Слушнавте, видовте, почитувани, Наумка и Ристо на 2 децении во Италија. Ова тука не мора да го работат. Спечалиле, но тие се вредни домакини, научени на работа, за разлика од некои во државава кои само чекаат таа да им даде или да падне од Господ. Срамота е, вели Наумка, да се седи со скрстени раци, а бавчата запустена. Но поголемиот дел на дворовите и куќите во Оровник се многу убави, од убави по убави. Па, што ќе име Охрид кога тука уживаат во појот на птиците, шумот на боровите, во погледот кон езерската шир. Да бе, Оровник си има и парче атар до езерските плажи. Си имаат автопат, па дури и аеродром. Се си има. Ако Трпејца е наш Сен-Тропе, Пештани Кан, епа Оровник е Давос во Швајцарија, за инет на завидливите. И пак си го имаат и новиот манастир, каде многу добронамерници си го бараат спокојот или да си ја ублажат маката. Добар ден. Добар ден. Што тука? Па ево, тука во манастирот идиме, го почестуваме, го посетуваме поќе пати за здравје, се надеваме, има лековита вода, идиме кај водичката, се мијаме. И така, повеќе пати во слободно време, фамилиарно доаѓаме групно, организираме, пензионерски организираме, важно секој момент го користиме. Природата е прекрасна, манастирот прекрасен, домаќините љубезни, нема зборови за домаќините и сето така. А вие сте и председател? Јас сум председател на активот на жени инвалиди на трудот од Охрид. И така се организираме поќе пати средби, овде има местенце и да си поиграме дури. И така. А музика? Музика имаме, организирано некој домаќините ни организира. Идиме обично на празникот Света недела, уочи на 19 и 20 Света недела си е, тогаш обавезно тоа ние како задолжително да дојдеме, идиме на Илинден. И секоја недела, секое слободно време го користиме овде. Значи, манастирската слава почитувате и селската? И селската слава. И секоја недела, секој празник, што ми имаме прилика, секоја прилика ја користиме.
Ленче, наоѓаш душевен мир тука? Океј. Со срце доаѓам, има прекрасни конаци, да се одмори човек, да се релаксира. Сето е, немам зборови да кажам поубаво за ова место. И кој сака? Овде имаме дружења и повеќе градови. Ние се организираме пензионерски и со другите градови, си се собираме, си правиме тука забави заеднички со пензионерите. И така, сето нас, пензионерите, ние дружењето. Животот да се го продолжиме, тука најдуваме утека. Благородна некоја жена, Ленче. А ние се присетуваме на Ѓоргија и неговото семејство. Ни вели, живеевме тешко, ама даде Господ и со труд и работа, денес сме таму каде што сме. Сполај му на Бога. Доаѓаат верниците од Охрид и пошироко. Во последните години доаѓаат и од ширум Македонија. Имаме посети од Струмица, од Прилеп, од Кавадарци, од буквално речено целата наша држава. Си најдуваат луѓето тука спас, значи лечат главоболки. Имаме случаеви на кај што не зборувале да чинат Прилеп, од водата лековите зазборувале. Имаме случај во селото на еден жител, исто така како што е зазборван од таа света вода. Значи посетеноста е голема. Празникот се одбележува на 19 јули, значи има богослужба и прослава, а самиот ден е на 20 јули, каде што доаѓаат верници за ручек од 500 до 1000 души. И Сите се добре дојдени. Сите се добре дојдени во секое време. Исто сакам да кажам дека манастирот поседува конаци, кој располага со 10 соби, копатила, кујни, каде што секој може да дојде да преноќи, да се одмори, да си најде духовен мир. Значи не се плаќа никаков надоместок. Тоа е за народ, домајчински. Местото е прекрасно, како што гледате и самите, идеално со убава гледка и тоа е тоа, мислам. Овие што прв пат доаѓаат, што велат? Изненадени? Изненадени и вчудо невидени од самата убавина на манастиров. Значи, самата местоположба, самата природа, тоа што е направено во манастирот. Рече четворица браќа сте. Кој најповеќе работиш? Сите работевме, ама најголема има заслуга брат ми Никола од сите. Тој беше највреден? Највеќе трчеше? Да. Да. Што? Најпојќе се залагаше. Мислам, сите помагавме. Али тој беше највреден од сите. Што така искажуваше по-голема ангажираност некако, како да кажам. А чија беше идејата да градите манастир? Идејата беше на нашава фамилија, значи желбата. И... Да не се сонило на некој? Па, имаше сони брат ми и мајка ми покојна, меѓутоа, од тоа помина подолг превенски период, па после се појави желбата, па тоа помошното објектче го направија помалите двајца браќа Никола и и Васко. И од тука самата светица даде знак, сила за да се почне да се доизгради ова како што гледате сега. И потоа се приклучивте и вие уште двајца? Не, се приклучивме заедно. Заедно се приклучивме, мислам, сите. Значи Никола, Васко, ти, Ѓоргија и четвртиот? И од Ацо. Да. Татко ми исто помагаше доста. Сите, значи, буквално, кој што можеше, кој што беше слободен од сите селани, од сите братучеди, од сите роднини, пријатели, верници, кои сака да помогнат, помага. Така, Ѓорги. Другите браќа, тројцата мускетари, не сакаа пред камера. Што би рекле во Радожда, не сакаат да се фалет, море. Ај довидување со убавите села во Македонија.